Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски одржа состанок со такси возачите од општината за бесплатна обука која локалната самоуправа на општината ја организира согласно измените и дополнувањата на Законот за превоз во патниот сообраќај. На состанокот градоначалникот Алексовски ги информираше присутните такси возачи дека согласно новите законски измени општина Крива Паланка со цел да им помогне организира посетување на обука за полагање на испитот за добивање меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 за сите кандидати кои работат како такси возачи во правни лица лиценцирани од општина Крива Паланка за оваа дејност, при што трошоците за оваа обука ќе ги сноси општината. Тоа е законски измени кои се предвидени и кои треба да се усогласиме. Значи, сите таксисти ќе треба да имат положено тако доколку сака да се занимаваат со такси превоз. Согласно со оваа новина, значи трошоците за такси обуките што ќе бидат за јазикот ги сносува државата. Ние разговаравме пред некој ден со директорите на основните училишта. Значи, ќе се организират обуките во некој од просториите во основните училишта. Бесплатно е за вас. Значи, вие треба само оние такси компании кои се лиценцирани, кои се пријавени, имат право да учествуваат и да добијат сертификати за познавање на јазик. Обуката ќе содржи 80 часови или 40 блок часови. Истата во соработка со основните училишта од градот ќе ја спроведуваат професори по англиски јазик. Право на учество на јавниот повик имаат сите кандидати кои не се постари од 62 години и се во редовен работен однос во такси компаниите, информираше Добривој Николовски од одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општина Крива Паланка. Пријавите се доставуваат директно во архивата од кај што се земат и обраците на општината Крива Паланка и понатаму обуката ќе почне во наредните месеци, при што сите пријавени кандидати ќе бидат благовремено известени. Што значи познавање на англиски јазик од А1 категорија. Значи, слушање или зборување може да биде да разбира основни инструкции или да учествува во разговори со познат тип. Читање може да разбира основни белешки, односно инструкции или информации, да има основа. И пишување може да потполнува основни формулари и да запишува белешки, вклучувајќи времена, датуми и слично. Значи, основни работи да има познавање на основни работи од англиски јазик. Пријавувањето се врши во архивата на општината, со доказ за личниот идентитет и потврда за заснован работен однос, а се пополнува и формулар за пријавување достапен на веб страницата на општината. За заинтересираните пријавени кандидати во дадениот рок со овој јавен повик трошоците за обука ќе бидат преземени од страна на општината Крива Паланка. Значи сега во овој пријавен рок што се пријават кандидатите, трошоците за обука се бесплатни. Понатаму во случај ако има потреба ако се пријавуваат, тогаш најверојатно ќе се донесе нова уредба и ќе се плаќа. Ќе биде обучувањето со надомест. Рокот за пријавување трае до крајот на август годинава, а наставата ќе отпочне со почетокот на учебната 2014-2015 година. Од општината апелираа да се пријават заинтересираните кандидати за да ја искористат оваа можност и бесплатно да ја следат обуката, бидејќи по истекувањето на рокот за пријавување, такси превозниците кои нема да учествуваат во обуката во понатамошниот период, сертификатот кој им е неопходен ќе мора да го платат во соодветни институции или установи од јазична дејност.